Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов покрај посетата што имаше со представници на бизнис заедницата во Куманово, при посетата на фабриката за производство на заштитна опрема, присуствуваше и во Липково на свеченото пуштење во употреба на нова детска градинка и дневниот центар за деца со пречки во развојот. Станува збор за инвестиција која чинеше околу 37 милиони динари за изградби на двата објекта. Капацитетот со кој ќе работи детската градинка е за околу 60 деца за згрижување, додека дневниот центар за деца со пречки во развојот за почеток ќе започне со капацитет на 20 деца, а потоа ќе има простори да се зголеми. Станува збор за комплетно два нови, модерни, современи објекти, чија инвестиција чинеше околу 37 милиони денари за изградба на детската градинка и на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Правичниот капацитет согласно стандардите за детската градинка е за околу 60 деца згрижување, додека пак дневниот центар на почетокот ќе започне со капацитет од 20 деца, меѓутоа потоа има простори да се зголеми капацитетот. Спасов посочи дека целта на владата е да ја прошири мрежата во изградба на детски центри за згрижување на деца со пречки во развојот и во руралните општини во нашава држава. Ниту една општина да не остане без детска градинка и да имаат можности родителите кои што живеат во рамки на руралните општини да имаат каде да ги сместат, да ги згрижат своите деца во предучилишна возраст или пак децата со пречки во развојот. Ние денеска привршуваме и свечено отвараме два објекта во општина, тоа е градинката и дневниот центар. Ако ние секогаш збориме за еден процес, комплициран процес на децентрализација, јас секогаш велам дека има неколку сегменти во тој процес. Еден од тие сегменти е социјалниот сегмент на процесот на децентрализација или така наречената социјална сфера. Ние денеска како влада во соработка и со локалното ниво и со градоначалникот на оваа општина и докажуваме јавно дека овие процеси ги привршуваме со конкретни проекти. Ние и натаму ќе продолжиме и во другиве сфери на овој процес да инвестираме. Министерот истакна дека и понатаму продолжуваат со активности во зголемување на бројот на детски градинки и со проширување на мрежата на дневни центри за згрижување на деца со пречки во развојот, во кои ќе се развиваат способностите на децата.